Директна порака од Макрон дека Франција нема да дозволи никакво проширување на Европската Унија пред таа длабоко да се реформира. Откако европските лидери во Брисел не постигнаа компромис околу челните позиции во Унијата, францускиот претседател јасно ги искажа своите ставови кои ги погодуваат земјите од Западен Балкан, особено Македонија која чека датум за старт на преговори. Скептичен сум кон оние кои ни објаснуваат дека е потребно ново проширување. Не успеваме ни со 28 членки да се договориме, така што ќе бидам бескомпромисен кон каков било вид проширување пред да се случи длабока реформа на нашето институционално функционирање. Дали овие ставови на официјален Париз ќе омекнат ќе се знае наскоро. Во рамки на конференцијата ЕУ Западен Балкан во Познан, Полска, се очекува премиерот Заев да оствари средба со францускиот премиер Едуард Филип, а тема ќе биде токму отварање на пристапните преговори со Европската Унија. Во меѓувреме од Брисел се огласи и бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој пак најави дека Македонија и земјите од Западен Балкан нема да започнат преговори со ЕУ во блиска иднина. Борисов, коментирајќи дека бугарката Ѓоргиева отпаднала при изборот за местото на Федерика Могерини, изјави дека не сакал Бугарија да биде виновна дека го попречува проширувањето на Унијата во моментот кога земјите од регионот немале да добијат покана за членство. Тоа е многу веројатно страните од Западните Балкани да не бидат поканени. Многу е веројатно земјите на Западен Балкан да не бидат поканети. И тогаш косоварите, албанците, македонците, србите ќе речат дека заради бугарката не добиле покана. Инаку маратонската расправа во Брисел не донесе договор за наследникот на Жан-Клод Јункер, а шефовите на држави или влади ќе се сретнат повторно утре во 11 часот. Наводно дел од земјите членки биле лути што лидерите на Франција, Германија, Шпанија и Холандија во рамките на самитот Г20 се договориле социјалдемократот Франс Тимерманс да биде нов претседател на Европската комисија.